Лоша земјоделска реколта. Земјоделците годината ќе ја запаметат по лошите временски услови кои не беа на нивна страна и намаленото производство. Амбарите на жетварите не се наполнија, житата потфрлија, а голем дел од нивите не се ниту ожнеја. Нема принос нема, тоа ти нема 20 кг до 50 кг под декар ондува. И лозаро-овоштарите ги проценија штетите од ниските температури и студот измрзнаа вишните, сливите и грозјето. Во прашање поради недостиг на суровина се доведува производството. Последици ќе бидат големи во иднина, значи ќе се намали во иднина најверојатно производството за големи проценти, што тоа па индиректно ќе влијае и на нас производителите кои што нема да имаме доволно сировина. Годината им го загорчи медот и на медарите. Кошниците останаа без мед, но и без пчели. По-лоша година за мед не е постојало. И не верувам дали ќе има таква година. Имаше во зима многу помор, а ројаци оваа година немаше, ни еден ројак нема. Тоа е катастрофа. Ниту прогнозите за тутунот не се добри. Поради сушата, тутунопроизводителите очекуваат послаба берба од лани. Слабо е тутунарите, слабо оваа година. Слабо е тутуните оваа година. Без вода нема тутун, многу слабо тутунарите оваа година. Ич нема тутун. Очигледно е дека климатските промени го прават своето, а данокот го плаќаат земјоделците. Поплави, суши, екстремно високи температури, пролетни мразови се временските непогоди кои во последниве години земаат замав. Последиците од климатските промени ќе се одразат на производството на храна. Експертите порачаат дека се неопходни мерки за справување со негативните ефекти. Прво, поголема едукација на земјоделците и ориентирање кон сорти и култури кои ќе бидат поотпорни на климатските промени.